И време за последниот разговор во ова издание на Утринска на Телма. Имам јас многу прашања, не знам колку време имам, ама мислам дека барем дел од нив ќе успееме да ги одговориме. Вели вака, ако си во потрага по бенд кој секој ден се раѓа одново и ужива во реална искрена самокритичност, тогаш тебе ти треба фанк шуи. Така? Добро утро. Така. Никој не најавил вака. Да. Ќе пушнам од дамата. Мартина Бараковска и Михаил Намичев во студиото на Утринска на Телма. Не сте ни биле одамна, а имате еден убав повод. 31 март е вашиот концерт во МКЦ. Подготовките се веќе во тек, имате денеска фотосесија. До каде е фотосесијата, барем да ги информираме, кај може да ве видат? Само што не започнала. Не започнала уште? Да. Супер. Имаме на кај еден ќе одиме на кај студиото. Добро. А значи во студио не смееме таму да дојдеме да звигнеме. Тајно. Да. Сте рекла, Михаил, во едно интервју дека меѓу омилени денови дилемата е меѓу понеделник и петок. Меѓу почетокот и крајот. Денес е петок, значи сме на крајот. Да, но велите потеклото и дестинацијата ви е веќе зацртана. Значи дестинација ви е меѓу другите дестинации до целта на фанк шуи, веројатно и концертот на 31 март. Точно. А концертот патеме во петок. На крајот. На крајот на месецот. На крајот на месецот, на крајот на неделата. Така, ова бирате сите заедно во група или како да треба? Па не, мислам дека многу спонтано си ги организираме тие работи. Така да мислам дека ова е од пред некои години кога бевме поорганизирани, сега сме уште понеорганизирани. Како оди таа неорганизација на музичари? Па добро, интересно. Интересно, забавно. Да. Сега се спремаме за концертот. Патем и поводатен или промоција на нов албум. Албумот долго време го спремаме во едно, како да кажам, не убаво неочекувано време. Почна пред пандемијата, само што почна пандемијата, почнавме да издаваме некои синглови и така некако продолживме со некои синглови. Сега решивме конечно да го извадиме албумот, да го споделиме со сите, нели, како што е редот. И така, смееме да кажеме како ќе се вика албумот? Се вика Никогаш пак. Никогаш пак. Очекувано, да. Како и сите мотиви. Никогаш пак корона? Дај Боже. Дај Боже. Мене на тоа ме асоцира многу време изгубено, нели? Наше време изгубено, ма тие заборавени години. Нели колку години имаш? Минус 2-3. Минус 2-3, баш така. Без корона, така е. Баш завчера славевме роден ден на Лука, па викам, ете сега си. Сега си 2 години помал. 2 години помал. Мартина, како е на проби и дали е ова вистина или само шега било? Вели 7 дена во неделата, по 7 часа вежбање, ова сериозно или? Да? За заедничка проба? Да. За Мартина. За Мартина. Па, мислам дека сите и одделно и заедно имаме доста работа. И, пример, јас како музичар секако имам мои спремања константно секојдневно, ама и заедно со бендот мора да се свири, мора да бидеме заедно, мора да бидеме. Каде вежбате? Вежбаме многу блиску до ова студио. Тука? Буквално преку зидот. Преку зидот. Да. Ама добра изолација, не се слуша ништа, вие ќе ни кажете многу нешта. Ке има ли некакви, не знам, изненадувања? Ке има ли нешто ново што не сме чуле на концертот, Мартина? Сигурно, секогаш има изненадувања, има и гости, и други бендови што ќе на поддржат, така што мислам дека ќе биде една многу убава вечер. Добра журка. Да, добра журка. Тек ќе ги најавиме тие гости, баш на возбудени. Па добро, ни не јавуваме се. Како викат, мора изненадување никое за до крајна. Да. Не сакаме да се ставиме во рамка, имаме проблем да се ставиме во некој жанр. Останува тоа, констатација од 2010-та некоја. Така ќе му да. Па може да кажеме дека не се држиме за ништо. Мислам за ниеден жанр, така да секогаш гледаме нешто ново да направиме. Барем на нас да ни звучи, но инспирирани сме од најразлични типови на музика, така да. Да, значи инспирација никогаш доста. Па да. Да. Да речем. Сега вака вика, се знаевме
од поодамна, ама се фативме во 2010-та. Се мувавме 2 месеци, ама знаевме дека ќе се фатиме. Сите мислиме дека музиката е најдоброто нешто. Сметам дека таа е најубавитна уметност и се што правам во животот сакам да има што повеќе врска со музика. Ова си ти? Јас? Да. Не сум запамтил. Не си запамтил? Па веројатно си ти. Не, чекай малце. Не, ова е Лука, веројатно. Сигурно е Лука. Лука. Сигурно, да, не звучи на мене. Не звучи. Не звучи. Добро, извини, Лука. Да. Значи, како се фативте, како се мувавте? Раскажи нешто. Да раскажам. Другата страна на прикладот. Ме ставам тесно сега, Лука. Лука не е тука. Лука не е тука, ама извади го, молим те. Ќе го извадам, па не, мислам дека супер цитат, нели? Кажал, музиката е убава работа да се поврзуваш со луѓе, ние веќе не знам повеќе од не ни броиме веќе колку години. Твориме 13. Да. Не правите родиндани, не правите журки, правиме, пробавме да правиме еднаш за 4 години, рековме па не ни треба, мислам дека. Многу години ќе. Да, многу години ќе пипат. Нема потреба помладо се осеќаме. Сериозно, се познававте или се здруживте така? Се познававме, јас и Лука бевме, седевме во клупа во средна школа, прв ден се запознавме. Па вие се знаете од таму. Да. На почеток не се сакавме. Првите 2 дена, да, но после најдобрите мислам дека. Така почнува, со кавга. Со кавга, да. Ама не за девојка, Михаил? Не. За клупа? За клупа, буквално, да. Првата средба со Лука моја беше караница околу кој ќе седи на клупа. Сериозно, ја викам на шега? Баш со кавга, да, не. Така да. И потоа? Потоа јас не бев во бендот на почеток. Па не бе викна, ќе му крадете клупа. Да, нема шанси, ми враќаше тогаш. Добро. Да, но ги снимав тогаш. Првиот албум јас го снимав и потоа се десија некои измени и влегов во бендот, али бендот си тера, да, баш од тогаш и од тогаш се твори. Така е. Да. Да. Чекај, јас со прашањава. Никој од нас вика не поаѓа од тоа наменски да прави песна или со мисла ова ќе биде хит. Да. И повторно е Лука, ама веројатно и ти си бил на таа иста сцена на Скопје Кулинг, затоа што вика имало и видеозапис кога публиката почнува да пее. И веројатно вика тогаш прв пат сватив дека и сега што правам и потоа кога ја слушнав видео снимката сватив дека јас сум многу повисок од Вобит, нели? И дека ме фати трема. Знаевте дека ќе ви се случи да те препознаваат и да знаат песни наизуст да ги пеат заедно со вас? Па не, можеби сонуваш или знаеш, посакуваш, да, ама мислам дека најадекватното нешто за тоа, нели, не можеш да претпоставиш која песна ќе успее или која ќе им се допаѓа на публиката. Тоа највише мислам дека се потврдува слуша првиот албум. Тогаш мислевме дека други песни ќе бидат, знаеш, поприфатени. Зборувам за песната Стаклени нозе, например, и никој на крај на памет не му текнува дека таа баш ќе биде, знаеш. И до ден денес луѓе слушаат и онака една од најголемите песни што ги имаме. Така да не можеш да очекуваш, можеш да претпоставиш нешто, ама не можеш да Мартина, како се создава музиката во бендот? Како е? Секој има нешто во глава, како инспирација, па доаѓа, одсвирува, прави, запејува нешто, па така почнува се, па сите се редат како тим, или? Па да, најчесто мислам дека некој ќе нареди некоја идеја на програм и сите слушаме и секогаш некој има нешто да додаде или нешто да каже или да додаде дополнителен дел. Така што мислам дека секогаш најчесто така мене ми е најинспиративно, например кога некој нешто ќе ми покаже и после од тоа нешто градиме. Мислам така беше со Магла, да речеме. Оние имаат долго време песната, бидејќи јас они го спремаа, како што кажа Мики, долго време албумот. И Магла беше една од песните што не беше баш довршена. И кога слушнав, имав некои идеи, така некако. Тоа секогаш било довршување и недовршување на песната. Сум била нели на такви гаражни бендови, да речеме, многу повеќе тука кај што вие свирите имаше порано, еден тон. И секогаш онака има концепт на тоа и кога е крај, кога ќе речеш сега е
тоа е тоа, па баш ка се бенд, нели? Па сите треба да се договорите дека е тоа, дека нема ништо за додавка што ви недостига. Секогаш може да се додаде, никогаш не е готово. Таму треба да решиш дека ќе биде готово. И како гласате? Нема глас. Не мислам дека ние сме најнесоодветниот пример за довршување на песни, како што може да видите албумот е резултат на тоа. Ние можеме и 2 години да чека песната, да си поспија, па да дојде пак на ред. Точно, да. Мислам дека неколку пати рековме, па е албумот готов е. И поминува еден месец и кажеш па мислам дека не е готов. Има некој кој што е главен, а некој кој што е спореден или сите сте главни во бендот? Главни, па не знам, сите мислам дека различно влијаеме на некој различен начин, така да секој допринесува каде што е добро за бендот. Нема јас сум главен сега. Јас сум главен, да. Ви реков дека не ви реков уствари за ова, ајде да биде по тоа второто следното прашање. Мабетот Мија, ако мене ме прашувате, може би допред магла, но ако мене ме прашувате што е она што како да ве опишам со 2 збора, нели што свират фанк шуи, ја би рекла скршени ритми. Во право сум? Во право си, мислам. Има една моја омилена песна, затоа што Шпато никогаш бил вау во однос на аранжмани и така натаму, само сеќавања Маја Оџаклиевска пее. И тоа се такви скршени ритми на 7/8 тактови, што се невозможни, мислам, нели, и различни типови на аранжмани или ја не знам, са хармонии и така натаму, што се заедно вплеткани. Ние некако така ми личи дека некакво продолжение на Шпатоа, тоа не е лошо, мака да ви кажа некој. Иако да, не, мене ми се допаѓа. Чисто мене ми се допаѓа. Са не сум јас некој таков музички новинар кој што. Но еве како слушач. Да, ти благодарам. Па еве ритмови. Скршени. Скршени. Има скршени или ја си ги скршив во неравноделни не се како 4/4, тоа е нормален, најпознат. Може би во начинот на интерпретација. Начинот на интерпретација во 4/4 исто можат да бидат скршени, односно да не бидат на 2 и на 4 како раз, 2, 3, 4, туку да биде малку поинтересен, да биде по-фанкерски, по брейкбитс се викаат, тие баш се скршени ритми, ама во 4/4. Ета вака. Иако на последна година на сите турнеи ја свириме Филка Мома, која што е во 7/8. Да. Омилена песна ни е да вие народните, Филка Мома е во 7/4. И е еден така некако многу убав омаж за народната музика и сме свирали во Англија, сме свирали во Холандија, сме свирале не во Холандија, во Германија ја свиравме. И како реагираат? Реагираат. Секогаш реагираат на тој наш. На прва е чудно, но реагираат. Секогаш. Пошто нешто не чуле. Да. Мора да ја поздравиме Верче Љубена и Олија Љубена. Да, така е. Поздрав. Инспирација од нив е и аранжманот што го свириме е инспирација од нив. Малку е по фанкшуи исфиран, малку поенергично да речеме во таа нека експлозивна варијанта. Баш. И ама мислам дека е инспирирано од Љубена дефинитивно. Супер, за да имаме време да го видиме и спотот, за крај магла, ќе одиме со тој спот, одеа неколку инсерти од други ваши видеозаписи и се супер, сите, нели, имаат супер приказна, сега немаме време за детали, ја овде прашања безброј, ама она за што ви кажав дека ќе ве прашам, ама стварно не ми се верува. Вика вака, магла, невреме, виулица, ветер. Има ли вртка некој од бендот со метеорологија? Мика, кажи дека има. Мики има завршено. Ете! Не, ќе мора следниот пат Лука да се појави тука и да... За да разреши дилема. Точно, да. Ете, ќе оставиме за следниот пат. Временска прогноза да дојдеме да направиме. Може, да не оди после ова временска прогноза. Не, ама потоа ќе оди. И така, ви благодарам. Значи, ќе има многу изненадувања, дечки, сите да бидете на 31 март, така? Во МКЦ, бендови други, не само фанк шуи, ќе има добра журка и како беше, и кога никој не се бори за тебе, и кога позади врата чека невреме, и кога клучот е изгубен, што? Дознаваме продолжение. Така не е Лука тука да ни запаја, да не ветерам вас. Не. Фала ви, дечки. Ајде да одиме за крај. Ова беше уште едно петочно издание. За крај на крајот со почеток понеделник. Се гледаме секако ние и од понеделник. Останете заедно со Телма.
Prašani, ja sakam retorikata na koja dvajca pa na A. Sopnine nas povtorno teorija za relativitet i prosti. Nikoga špak veliš lažam, mislim visoko i tažno, koliko zbor da mi vredi. Ljubav to zbuneta, nisam lažna, i koga niko ne se moli za tebe, i koga pozadi vrata čeka nevreme, i koga ključa te izgube, nemoj da smetaš na vreme, nego vidiš na sebe. Jedva čekam na instanci, malko poznati na vremetom, da mi te forla dvorace, da ni puštivo da slučajo, prlivo korpa PTV-ka, ostali na milenijuma, prva ta crna dupka, čeka dalek od svema, i koga niko ne se moli za tebe, i koga pozadi vrata čeka nevreme, i koga ključa da izgubem, nemoj da smetaš na vreme, ki ga vidiš na sebe, nemoj da smetaš na vreme, ki ga vidiš na sebe. Moji te izbori, sita se izvori, kojke gi dopremi, tojke se zbogati,